Политичарите и бизнисмените имаат различни ставови за можните реперкусии од изборите врз продуктивноста на стопанството. Еден од најдобрите познавачи на стопанските движења Кајнаст и председател на Организацијата на работодавачи Ангел Димитров смета дека изборите нема да и донесат ништо добро на економијата. Тоа значи дека ќе се занимаваме многу околу изборите, ќе трошиме многу време, економијата ќе фактички биде оставена сама на себе, додека политичарите ќе се грижат за гласови. Така да не верувам дека ќе може да оствариме повисоки стапки од 3% на годишен раст на ГДП. На истата тема, спротивно од Димитров, размислува вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев. Реалната економија не би требало да стагнира. Знаете, ќе стагнира можеби таа економија каде што се потребни некои владини одлуки, но тоа е веќе мал дел од економијата, бидејќи мислам дека во добар дел економијата ја пренасочивме кон реалниот сектор. Од трета страна, ставот на третиот компетентен наш соговорник на прашањето кое не засега сите доаѓа од Бранко Азески, председател на Стопанската комора на Македонија. Текнување на меѓусебната соработка меѓу земјите на Западен Балкан и силна поддршка од Европа, Јапан и од Америка на процесите на интеграција на Западниот Балкан на економски план, што сигурно ќе надополнат она што како криза ќе остави последици. Тоа значи дека ќе работиме на 3-4 крупни проекти во споставување на компанија регионална за регионалните простори. Овие спротивставени мислења не сугерираат јасен одговор, па постизборниот период останува време кога стопанствениците или ќе ги пресметуваат последиците од изборите, или причина за пресметки ќе нема воопшто. Но од сето ова веројатно, најискрено и најважно кажано е следното. И притисоците врз приватниот сектор од страна на јавниот сектор да исчезнат.